Здраво, здраво, добро дојдовте на новото видео на каналот за учење германски јазик, Учете германски. Во ово видео, наједноставно кажано, ќе се обидеме да ви објасниме во кој случај треба да кажете мија, во кој случај мих, во кој случај дија, во кој случај дих. Граматички, тие се нарекуваат лични заменки. Сигурно некои од овие лични заменки веќе ви се познати, но можеби не ги знаете со нивниот граматички јазик. Например, можеби ви се познати Ich liebe dich, tut mir leid, wie geht es dir или wie geht es Ihnen. Зборовите кои што се напишани со задебелени букви, ich, dich, mir, dir или Ihnen, се лични заменки. За да знаеме дали е мих или мија или дих или дија, многу едноставно треба да знаеме дали прашањето е кого или кому. За да појаснам, ќе дадам неколку примери. Тука се примерите кои што ќе ги анализираме за да ви покажам што значи, што мислам со тоа прашањето е кого или кому. Например, ich sehe dich. Јас те гледам тебе. Кого го гледам јас? Dich. Тебе. Ich kaufe dir das Buch. Јас ти купувам книга. Кому му купувам книга? Тебе ти купувам книга. Значи, во првиот случај, прашањето е кого, личната заменка би била dich. Во вториот случај, прашањето е кому, значи на глаголот прашањето, глаголот, пример во првиот случај, гледа, кого го гледаш, тебе те гледам. Кому му купуваш, тебе ти купувам книга. Прилично едноставно. Ich höre dich. Höre, слуша. Јас те слушам тебе. Кого го слушам јас? Тебе те слушам. Ich vertraue dir. Јас ти верувам тебе. Кому му верувам јас? Тебе ти верувам. Значи, тебе те слушам, тебе ти верувам. Тебе те гледам, тебе ти купувам. Или третиот пример, ich suche dich, те барам тебе. Кого го барам јас? Тебе те барам. Ich gratuliere dir. Кому му честитам? Тебе ти честитам. Прилично едноставно. Кого? Dich, кому? Dir. Исто. Höre dich, vertraue dir. Ich suche dich, ich gratuliere dir. За да биде попрегледно, ќе ви ги прикажам поделени во табела. Личните заменки поделени во табела. Поделени се според прашањето, значи според прашање на кое прашање одговара доколку го поставиме на глаголот. Кој купува? Јас, или ти, или тој, било кое. Првата колона се личните заменки кои одговараат на прашање кој. Втората колона се лични заменки кои одговараат на кого. Кого го гледам? Мене ме гледа. Тебе те гледа. Него го гледа. Неја ја гледа. И понатаму другите. И третата колона се лични заменки кои одговараат на прашањето кому. Кому му купи книга? Мене ми купи книга. Тебе ти купи. Нему му. Нејзе и. Значи, мих, мене ме, мија, мене ми. Дих, тебе те, дија, тебе ти. Ин, него го, им, нему му. Прилично едноставно. Може би забележавте дека во табелата, во секоја колона посебно, ги пишува и падежите. Номинатив, акузатив и датив. Доколку сакате да видите и подетално објаснување за падежите, имаме серијал од 3 видеа за падежи. Линк од првото видео ќе ви оставам во горниот десен агол или каде што покажува стрелката. Забележувате дека и во овој случај се е поврзано со падежите. Поради тоа, за правилно да ги употребите личните заменки, треба да внимавате особено во случај кога предименката има предлог. Имено, во германски јазик, секој предлог бара точно определен падеж после него. Тука ќе споменеме само некои случаи на кои треба да внимавате. Ова се тие 3, во случајов ќе земеме само 3 примери, што ќе ги анализираме и да кажеме на што треба да внимавате.
Првата реченица што ќе анализираме, сакам да танцувам со тебе. Ich möchte mit dir tanzen. Малце поборез да видите и табелата. Значи, ich möchte mit dir tanzen. Зошто кажав дека би требало да внимавате? Доколку во македонски прашаме со кого танцувам, прашањето би било кого. Со кого сакам да танцувам? Со тебе. Меѓутоа, во германски јазик, после предлогот mit, секогаш после предлогот mit, именката или личната заменка ќе биде во датив. Поради тоа се гледа во последната колона каде што е споменат падежот датив. Ова важи само во случај кога падежот го определува некој предлог. Во случајов предлогот е mit бара после него секогаш датив, поради тоа гледаме во оваа табела. Ich möchte mit dir tanzen. Иако во македонски би прашале со кого сакам да танцувам. Кого е прашањето со кое што го дознаваме акузативот. Меѓутоа, mit како предлог во германски јазик, после него секогаш бара именката или личната заменка да е во датив. Поради тоа треба на mit да се обрне особено внимание. Исто така со предлогот bei. Кај тебе сум. Ich bin bei dir. Во македонски би прашале кај кого си. Кого беше за акузатив. Меѓутоа, bei како предлог во германски јазик бара после него исто како и mit, именката или личната заменка секогаш да е во датив. Поради тоа се асоцираме или го бараме, ја бараме личната заменка во оваа колона овде. Кај кого сум, кај тебе. Датив дија. Исто така предлогот von и после von во германски јазик секогаш ќе биде датив во споредба со македонски јазик, каде што би прашале von, нели би се превело во македонски како од, и во македонски би прашале од кого е сликата. Сликата е подарок од него. Значи, од кого би требало да е во македонски од кого директен предмет или во германски акузатив, меѓутоа во германски јазик после предлогот von секогаш именката или личната заменка ќе биде во датив. И поради тоа гледаме во таа колона. Во овој случај, кога во некоја реченица имаме употребено и предлог, особено треба да се внимава кај така наречените вехсел препозиционен. Тие вехсел препозиционен беа дел од предлозите за место. Исто така и за тоа имаме посебно видео, може да видите линк од видеото, може да го најдете тука во аголот, може да кликнете на него, ќе ви се отвори видеото. Треба да се внимава, бидејќи во германски јазик после тие вехсел препозиционен може во еден случај да биде акузатив, а во друг случај да биде датив. Поврзано нели беше тоа со географски, дали се преместува лицето или не. Додека во македонски јазик, на пример, во секој случај би барале одговор на прашањето кого. На пример, пред кого помина или пред кого си. Без разлика дали се движиш или стоиш пред некого, во македонски прашањето би било пред кого помина. Кого, повторно да кажам, акузатив, меѓутоа во германски јазик после предлогот пред или for може да биде именката или лична заменка и во акузатив, тоест или во акузатив или во датив, во зависност од тоа дали вршителот на дејството се преместува географски или не се преместува географски. Поради тоа, нели, и прашањето така го поставив, пред кого помина или пред кого си. Исто не само пред, било кој од тие вексел препозиционен. До кого помина, до кого си. Помеѓу кого помина, помеѓу кого си. Ова беа накратко подробностите за личните заменки во падеж. Значи, едноставно може да се знае, да се пронајде која лична заменка треба да се употреби според прашањето, кој, доколку на глаголот поставиме прашање кој, би употребиле на кој од овие лични заменки. Доколку би поставиле, тоест би нашле одговор на прашањето кого го виде, кого го сретна или било кое, зависи кој е глаголот, доколку постои на
одговор на прашањето кого, одговорот ќе биде некоја од овие лични заменки и доколку постои одговор на прашањето кому ќе биде некоја од овие лични заменки. Накратко кажано, и особено треба да се внимава кога во реченицата имаме некаков предлог. Например, тие три што ги спомнавме, најмногу најразлични, да речем се тие три во споредба со македонски, бидејќи mit, by и von во германски јазик бараат после секоја од тие три именката или личната заменка да биде во датив, а во македонски датив нели беше прашање кому, а во македонски за сите три се прашува кого, со кого сакаш да играш, кај кого си, од кого е подарокот. Особено внимавајте на вексел препозиционен, од истата причина, бидејќи може да побара, во еден случај вексел препозиционен, тие 9 вексел препозиционен бара во еден случај после нив да биде акузатив, после или во друг случај да биде после нив датив. Запазете на тоа, може, значи повторно да кажам, претходно оставивме линк, може да го погледнете и тоа видео за да знаете во кој случај ќе биде датив, во кој случај ќе биде акузатив. Поради тоа се напишани и падежите во табелата. Акузатив се тие лични заменки, датив се тие лични заменки. Може да пристапиме кон едни наједноставни кратки вежби. Истата табела на два пати ја напишав за да може уз решавање да покажувам во кој дел од табелата би требало да гледате. Инаку истата табела не е воопшто ништо поразлично од претходната што ја кажавме. Може да пристапиме кон решавање. Првата. Der Mann hat празно место etwas gefragt. Мажот или човекот нешто праша. Да се обидеме заедно. Кој прашува? Der Mann. Сега. Тука имаме празно место. Дали тука може да се даде одговор кого или кому? Дали може да, ако на глаголот, доколку прашаме, ќе добиеме одговор доколку прашаме кого го прашува или кому му прашува. Во македонски, исто и во германски, не може да се праша кому му праша, значи со кому му, туку прашањето би било кого го. Например, може да биде човекот ме праша Der Mann hat mich etwas gefragt. Или hat dich etwas gefragt. Или ihn. Значи, било која од овие лични заменки. Поради тоа што има одговор на прашањето кого го прашува, а не кому му прашува. Во овој случај не постои одговор на прашањето кому или наедноставно станува збор за акузатив, за директен трпител на дејството. Поради тоа, значи, може да биде било кое од овие лични заменки во зависност нели што сакаме да кажеме. Нема да биде дија, ќе биде dich. Der Mann hat dich etwas gefragt. Од едноставна причина што не може да се каже човекот ти праша нешто, туку човекот те праша нешто. Втората реченица. Die Freunde haben празно место geholfen. Geholfen доаѓа од helfen. Помага. Пријателите помогнаа. Може да се даде одговор на кому. Кому му помогнаа пријателите? Може, например, да се каже тебе ти помогнаа пријателите. Во споредба со првата реченица каде што имаше тебе те праша, овде имаме одговор тебе ти помогна. Доколку имаме одговор на прашањето кому, тогаш може било која од оваа колона во зависност, повторно да кажам, што сакаме да кажеме. Die Freunde haben dir geholfen. Или uns geholfen, нам ни помогнаа. Или euch geholfen. Значи, било кој од оваа колона би било точно, меѓутоа не од акузативната форма. Третата реченица. Wo hat Hans kennengelernt? Каде Ханс запозна? Најлогично би било да бараме одговор на
кого го запозна Ханс. Не може да се постави, да се најде одговор на прашањето кому му запозна, туку би било кого го запозна Ханс. Мене ме запозна Ханс. Wo hat Hans mich kennengelernt? Каде Ханс мене ме запозна? Или wo hat Hans dich kennengelernt? Каде Ханс тебе те запозна? Било кое од акузативните. Поради тоа што одговара на прашање кого го запознава Ханс. Was hat gemacht? Што направи? Во четвртата реченица да анализираме сега, was hat празно место gemacht? Што направи? Во овој случај немаме одговор ниту на кого, ниту на кому. Туку одговор би добиле на прашањето кој? Што направи тој? Кој направи нешто? Тој. Например, was hat gemacht? Или was hat sie gemacht? И петата реченица, петата вежба, kann ich mit zum Einkaufen gehen? Во оваа реченица, повторно да кажам, треба особено да се внимава доколку има предлог. Намерно е дадена и една реченица во која што имаме предлог. Предлогот е нели mit, kann ich mit zum Einkaufen gehen? Доколку во македонски би прашале, може ли јас со да одам на пазарење, на купување, на шопинг? Прашањето би било со кого ќе одиш на шопинг, што не води кон акузатив. Меѓутоа, во германски јазик, повторно да кажам, mit е еден од предлозите што секогаш после mit ќе биде, без разлика личната заменка или именката, ќе биде во датив. Поради тоа, гледаме во оваа колона од табелата и би употребиле, значи не би кажале со мене или со тебе, ова, dich, туку ова. Поради дативот. Kann ich mit dir zum Einkaufen gehen? Или kann ich mit ihm zum Einkaufen gehen? Или било кое повторно од оваа колона, поради тоа што mit бара после него да е датив, одговара било кое од оваа колона. Тоа беше се накратко објаснето во ова видео за личните заменки во падежи, номинатив, акузатив, датив, наједноставно, значи повторно според прашањата. Кој номинатив, кого акузатив, кому датив, или вториот начин со предлозите. Секој предлог бара точно определен падеж, после него да ги научите после кој предлог ќе биде кој падеж и може прилично едноставно да се снајдете. Доколку ви се допадна ово видео, не заборавајте да кликнете лайк на видеото, не заборавајте исто така да кликнете subscribe на нашиот канал или да се претплатите. И доколку сакате да добивате известување за секое наше ново видео, кликнете на звоното до копчето subscribe. Се надеваме дека ви се допадна видеото и дека ќе ви се најде како корисно. Поздрав! Tschüss!